Почитувани гледачи на КМ телевизија, почитувани љубители на спортот, вие го гледате спортскиот преглед поддржан од спортските облажувалници Евротип. На прагот сме од стартот на сезоната во првата македонска фудбалска лига. Веќе во сабота ќе започнат надпреварите од прволигашката конкуренција, токму затоа минатата недела беше извршена и ждрепката на двојките, пошто е познат и распоредот на надпревари. Така во првото коло сезоната ќе ја отворат екипите на Вардар и Борец на националната арена Тодор Проевски во Скопје. Овој надпревар ќе се одигра во сабота со почеток во 17 часот и 30 минути, додека останатите 5 надпревари ќе се играат во недела. Ќе се сретнат Шкуп и Шкендија, Ренова на домашен терен ќе игра против Струга Тримљум, во едно дербито на колото Македонија Ѓорче Петров против Работнички и на последните две двојки Беласица Силекс и Пелистер Академија Пантев. Како што знаете, сезоната во првата македонска фудбалска лига оваа сезона ќе се игра со 12 екипи. Првенството е проширено за 2 дополнителни екипи. Меѓутоа, управниот одбор на Фудбалската федерација на Македонија направи една мала измена, па така од првата лига нема да испаднат 4 екипи како што беше претходно предвидено, туку ќе испаднат само последните 2, а трето и четврто пласираната екипа од доле на табелата ќе играат во баражот, односно 9-то и 10-то пласираната екипа ќе играат против второ пласираните екипи во втората лига, Запад и Исток. Сето ова значи дека идната сезона првата лига ќе остане со 12 клубови, нема да биде направено она кратење, односно да се врати лигата на 10 екипи како што беше претходно. Оваа сезона првата македонска фудбалска лига ќе се игра по трокружен систем. После вториот круг ќе се прави нов распоред во зависност од пласманот на екипите после 22-то коло. Бидејќи, како што кажав, првенството започнува веќе престојниот викенд, голем дел од екипите ги одиграа и своите последни контролни надпревари. Може да се рече има генерална проба пред почетокот на првенството. Поголемиот дел од нив за спаринг партнери има второлигашки екипи, а екипата на Шкендија на гостински терен во Штип ја совлада Брегалница со 2:0 во генералката, додека вториот тетовски представник екипата на Ренова со 3:1 на домашен терен, односно на теренот во село Речица, Голема Речица, го совлада Кораб, исто така второлигаш со 3:1. Тато можем да кажем дека тетовските екипи имаа успешна генералка пред почетокот на прволигашката сезона. И останатите екипи има генерална проба. Единствениот дуел помеѓу две прволигашки екипи го одиграа Работнички и Борец. Скопската екипа победи со 1:0. Пелистер во генералката одигра само 0:0 против второлигашот Гостивар, еден од најамбициозните клубови. Гостиварци имаат добра екипа годинава и ќе бидат главни кандидати за освојување на првото место во втората лига Запад. Македонскиот представник во квалификациите на Лигата на шампиони, екипата на Силекс, со 3:0 на гостински терен го совлада Кадино. Најубедлива беше Беласица, која на домашен терен го совлада Кожув со 6:0. Академија Пандев со 2:0 славеше над Тиквеш од Кавадарци. Македонија Ѓорче Петров со 1:0 на домашен терен ја совлада Слога Виница и така натаму се одиграа навистина голем број на контролни надпревари. Денеска нема да ги споменеме оние помеѓу второлигашките екипи, бидејќи, како што кажав, првата лига започнува викендов, а потоа ќе имаме и многу повеќе време за резултатите и на второлигашите, па и на третолигашите од нашиот регион. Според протоколот кој што беше одобрен од Министерството за здравство и Комисијата за заразни болести, сезонава во првата фудбалска лига и во другите лиги под ФФМ, надпреварите ќе се играат без присуство на гледачи. И до тука оваа одлука е во ред. Пандемијата на COVID-19 се уште зема замав. Секој дневно имаме голем број на заболени, имаме голем број и на починати и може да кажеме дека е во ред надпреварите да се играат без публика. Меѓутоа, она што мене лично ме зачуди е тоа што пред некој ден налетав на еден пост на Facebook, на една објава на Facebook,
каде што се продаваат билети за еден концерт кој треба да се одржи во Античкиот театар во Охрид, на една група, сега нема да ги споменам изведувачите. И она што најмногу ме зачуди беше последната реченица. Вели, поради пандемијата на COVID-19, билетите за овој концерт се ограничени, се продаваат во ограничен број и ќе биде дозволено да присуствуваат само 1000 гледачи. И сега тука доаѓам до прашањето како спортските надпревари да се играат без присуство на публика, а да се одржуваат концерти со 1000 гледачи. Од тоа што можев да го најдам по интернет, Античкиот театар во Охрид има капацитет некаде од 2500 до 3000 публика може да собере, што значи дека ако е дозволено да присуствуваат 1000 луѓе во гледалиштето, тогаш тоа му доаѓа некаде околу 30%, односно 1/3 од капацитетот. И си го поставувам прашањето, ако може да се одржуваат спортски надпревари без публика, па нека се одржуваат и концерти без публика. Или нема логика, може би тоа? Концерт без публика. Така и за нас, спортистите, спортските работници, нема логика да се играат спортски надпревари без публика. Ниту еден кластер од почетокот на пандемијата, некаде кон крајот на февруари месец и почетокот на месец март, ниту еден кластер на заразени со COVID-19 не е поврзан, ниту може да се поврзе со некој спортски настан кој што се одржал во Македонија. За разлика од тоа, имаме голем број на заразени кои што се заразиле со COVID-19 на приватни веселби, на свадби, на крштевки, на мекици за новороденчиња. Рестораните, кафиќите се полни, плажите се полни. Дали COVID-19 постои само за спортските надпревари? Дали COVID-19 може да се зарази само на спортски надпревар? Еве еден предлог и до институциите на државата, меѓутоа и до спортските федерации. 10-20% од капацитетот на трибините, нека се и штампаат едни налепници, кругови кои што ќе бидат залепени на случањата, каде што ќе пишува дека тука може да се седи, преку 4-5, преку 10 столчиња нека биде дозволено за да се одржи дистанца и надпреварите ќе се играат со публика. А колку публика имаме на надпреварите, знаеме ние кои што редовно ги посетуваме. Значи, проблемот е за 10 или 20 родители, баби, дедовци на спортистите, кои што сега им е ускратена и таа можност да ги гледаат своите најблиски на спортските надпревари, бидејќи публика и воопшто и немаме. Колку за споредба, Националната арена Тодор Проевски во Скопје има капацитет од 35.000 гледачи. И тука не е дозволена публика. Да направат на сите 4 трибини по 100 гледачи да има, ќе бидат оддалечени по 10 метри еден од друг и пак нема да има 400 гледачи на надпреварот. А се дозволуваат концерти со капацитет од 1/3, односно 1000 публика. И уште една работа која што уште повеќе зачудува е тоа што од сега, ако ги посетите оние сајтови за продажба на карти, на билети за музички, за спортски настани, ќе може да забележите дека дури од сега се продаваат билети за концерт кој што треба да се одржи во месец октомври во спортската сала Борис Трајковски во Скопје. Значи, дозволено е публика на концерт во спортска сала, а не е дозволено на публика, не е дозволено присуство на публика на спортски надпревар во истата таа сала. Според мене, сето ова нема логика. Ќе оставам вас да размислите дали институциите се во право. Не го спорам постојањето на COVID-19. Не ја спорам опасноста од вирусот. Меѓутоа, ако може да има организација за концерти да присуствува публика, може да се направи организација да присуствува публика и на спортски надпревари. Бидејќи на спортските надпревари има неколкукратно помалку гледачи отколку на овие концерти. Или ако сакате, многу помалку отколку што има во моментов луѓе на плажите во Охрид, например.
Одиме со кратка пауза, ќе ви оставам да размислувате на оваа тема, а после паузата ќе продолжиме и со настаните од меѓународниот спорт. Повторно сме во студиото на КМ телевизија. Вие го гледате спортскиот преглед поддржан од спортските обложувалници Евротип. Кога веќе ги споменавме нашите поддржувачи, богата спортска понуда имаше изминатиот викенд, изминатиот период. Дел од оние најквалитетни првенства низ Европа завршија, последни меѓу нив италијанците. Италија е една од најпогодените земји, а јас се надевам дека вие одлично поминавте со вашите етикети во Евротип. Се надевам дека успеавте да ги погодите резултатите од надпреварите и да добиете убава добивка. Информациите од меѓународниот спорт ќе ги започнеме со резултатите од последното 38 коло на италијанската серија. Веќе од поодамна беше таму познато дека Јувентус ќе биде шампион и беше шампион. Меѓутоа, ова се комплетните резултати. Сасуоло Удинезе 0:1, Болоња Торино 1:1, Лече Парма 3:4, Дженова Верона 3:0, Спал Фиорентина 1:3, со истиот резултат заврши надпреварот помеѓу Јувентус и Рома. 3:1 победи и Наполи на домашен терен против Лацио, Аталанта Интер 0:2, Милан Каљари 3:0 и Бреша Самдорија 1:1. Веќе реков, Јувентус е шампион со 83 бодови, а Италија во групната фаза на Лигата на шампиони ќе ја представуваат уште и Интер, Аталанта и Лацио. Во Лигата на Европа ќе настапуваат Рома, Милан и Наполи, додека во серија Б се селат Лече, Бреша и Спал. Бидејќи веќе оваа недела, односно следната, започнуваат надпреварите од Лигата на шампиони и на Лигата на Европа, оние надпревари кои што беа одложени во месец март, а за останатите екипи следува пауза. Кратка пауза има и фудбалските екипи во соседна Србија. Изминатиот викенд веќе започна и новата сезона во првата српска лига, односно Суперлигата на Србија. Оваа сезона проширена на 20 екипи. Ова се резултатите од првото коло на Суперлигата на Србија. Чукарички Инџија 3:0, Мачва Бачкар 1:0, Пролетер Рад 2:0, Раднички Ниш Металац 3:0, Вождовац Радник 1:3, Црвена Звезда Нови Пазар 3:0, Напредак Партизан 1:3, Младост Јавор 2:1, Бачка Топола Војводина 2:2 во дербито на колото и Спартак Суботица Златибор 3:0. Изминатиот период се играа и многу финални надпревари од куповите низ Европа. Како што веќе реков, овој викенд Италија го заврши првенството, а еден пример ето Србија ги прочитавме резултатите каде што се одиграа надпреварите од првото коло. Помалку се измешани работите, пандемијата на COVID-19 направи хаос во спортот, не само во Европа, туку воопшто во целиот свет. И куп надпреварите завршуваат еве доцна, некои беа комплетно откажани, некои еве со последниот рок за пријавување на екипи за европските купови завршија изминатиот викенд. Најинтересно беше во Англија подобар од Аланија Спор, во Косово Приштина го освои купот со победата од 1:0 против Балкани и така натаму и така натаму. Мислам дека и со финалињата на купот е доволно, можеби имаш уште некој, бидејќи имавме навистина, се извинувам, имавме навистина голема понуда на надпревари низ Европа. Изминатиот викенд се возеше и четвртата трка од оваа сезона на Формула 1 на патеката Силверстоун за големата награда и еден бод. Како и минатиот спортски преглед, така и денеска можете да забележите дека првопласираниот Мерцедес има повеќе бодови од второ и трето пласираниот заедно. Следната, односно петтата трка од Формула 1, шампионатот оваа сезона,
ќе се вози повторно на патеката Силверстон во Велика Британија следниот викенд. Воедно, резултатите од Формула 1 се и последната информација која што ја подготвивме за вас во овој спортски преглед. Поддржан нормално од спортските обложувалници Евротип, каде што вие можете да си ја пробате вашата среќа, сакате на уплатните места, дали сакате на сајтот на Евротип, да се обложувате онлайн. Се надевам дека ќе имате многу среќа, имате многу поволности на располагање и се надевам дека ќе имате добитни тикети. Довидување и се гледаме следниот понеделник.